Бајколент. Аудио бајки. Мачорот и глушецот. Едно утро, мачорот и глушецот, кои беа најдобри пријатели, најдоа вкусен свински бут. Преголем е да го изедеме одеднаш. Да го зачуваме за зимата, кога нема доволно храна, предложи мачорот. Глушецот се согласи, па го скрија бутот во дупката на едно шупливо дрво. Деновите минуваа, но мачорот постојано мислеше на вкусното парче месо. Дури и го сонуваше по цели ноќи. Кога веќе не можеше да издржи, му рече на глушецот: "Ми се роди внук. Морам да одам и да го видам." Со овој изговор, тој замина од куќата и по пат ја изеде мрсната кожа од месото. Кога се врати, глушецот го праша: "Како ќе се вика твоето новородено внуче?" Мачорот запелтечи: "Ке се вика мрсничко медено." Следниот ден, мачорот повторно излезе. Овој пат под изговор дека на неговите соседи им се родило маче. Овој пат тој изгризе половина од месото. Само што се врати, глушецот го праша: "Како ќе се вика новороденото маче?" "Ке се вика дополу изгнетено." Третиот ден, под изговор дека бил избран да му биде кум на некое маче, мачорот го докусури целото месо. Кога се врати, глушецот го праша: "Како го крсти мачето?" "Го крстив целото средено." Кога дојде зимата, глушецот рече: "Ни снемува храна. Да одиме да го изедеме бутот." Замислете го неговото разочарување кога не најде ништо освен соголена коска. Подмолен лаком. Почна за негодува кон мачорот, кој, за несреќа, беше повторно гладен, па му рече: "Мрсничко медено, дополу изгнетено, целото средено. Следно ќе биде глувче изедено." Гледајќи го својот ортак како си ги оближува мустаките, глушецот свати дека подобро ќе му биде да фати да бега, па и ден денес тој постојано трча, а мачорот му е веднаш зад петиците. Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.